денеска на 19.10.2015 година требаше свечена изјава да дадат ново избраните јавни обвинители по број 7, кои ќе бидат во јавното обвинителство ново формирано. Меѓутоа, еве сега, после 15 минути, од 11 часот, очигледно е дека тие нема да пристигнат и нема да дадат свечена изјава. Денес, во 10:30 часот, од министерот за правда, господин Аднан Јашари, добивме допис и прилог кон истиот од 4 најголеми политички партии, во кои се бара од нас денес, утрово, да се одржиме седница и да ги избериме преостанатите, најверојатно 7 јавни обвинители за ова јавно обвинителство. Ве известувам дека во 11 часот писмото, сметајќи јас дека треба да биде упатено до јавниот обвинител Катица Јанева, истото го доставив на нејзино постапување, таа да се обрати со допис и ние да постапуваме по тој допис. Доколку на денешниот ден или утре достави допис со одредени барања, ние ќе ги разгледаме и ќе закажеме најитна седница на Советот. А за утре секако имаме седница со други точки на дневен ред, така да може да ја прошириме таа седница во 10 часот. Ви благодарам на сите за присуство. Председателе, само кусок, што ќе изберете останатите 7 ако ви повале Јанева. Иако најавно кажа дека стои тоа. Вие вашиот став го кажавте. Нашиот став е кажан, ние сметаме и донесовме одлука дека за тоа јавно обвинителство се потребни 7 јавни обвинители и јавниот обвинител Катица Јанева, 8. Значи да формира 7 тима, како што таа бара во нејзините финансиски, персонални и општиот план. Значи, исполнета е желбата на Катица Јанева, меѓутоа сака да има уште 7 за резерва. Меѓутоа, во овој момент мора да сватиме дека јавното обвинителство на Република Македонија се судрува со голем број на неизбрани јавни обвинители. Значи, имаме огромен број на предмети, а јавни обвинители повеќе од 50 на број фалат во јавните обвинителства. И ние са всушност да ги прелеваме од ова јавно обвинителство, кај што нема јавни обвинители, да одат во ова јавно обвинителство, навистина мисля нелогично. Зошто не сте ги избрале до сега? Момент уште сам ова да докажам дека кажав и прошлиот пат дека одредени јавни обвинителства се пред колапс, и тоа го кажувам сега најодговорно. Значи, изрез од ова ситуација е менување на законот за јавното обвинителство и за законот за суди и јавни обвинители, за да можеме да избереме јавни обвинители, да ги пополниме овие испразнети места пред се во основните обвинителства, но и висшите јавни обвинителства и републичкото се судираат со големи тешкоти, така да висшето јавно обвинителство во Штип му недостигат 3 јавни обвинители. Во републичкото јавно обвинителство имаме допис за нови 3 места и така натаму. Значи, по редо на нештата треба од основните јавни обвинителства да одат во повисоките јавни обвинителства. Ова не можеме да го направиме и сме во една многу незавидна и тешка состојба, а не ова никаква политика или некој терање на ине дека не ќе да му одобриме 7 уште јавни обвинители. Ќе се одобрат кога ќе се створат услови. Меѓутоа, ова е мој став, не значи тоа дека ако имаме седници, ако се гласа, не знам како ќе биде. Сте почувствувале ли посилен политички притисок во обвинителската кариера? Чувствувате ли сега политички притисок? Одлучувате врз основа на политички желби или врз основа на закон? Врз основа на закон. Знаеме дека состојбата е ваква. Не можеме ние другите, јас думам и за другите јавни обвинители, кои што се во тешка состојба не можат да работат повеќе. Силен ли беше политички оболени имаме луѓе доста од хроничен замор од работење. Значи ова е навистина многу тешка состојба, ама ако ја сватат некој ќе ја сватат, ако не. Ние, значи, пред се бараме промена на законот. Имате ли сила да обстанете пред политичкиот притисок?
Јас, како што гледате, моето ќе го кажам. И пред никаков притисок нема да побушам, апсолутно. Меѓутоа, ние сме 10 членови во Советот и 11 член е јавниот обвинител на Република Македонија, кој е член по службена должност и тој си гласи, има еден глас и така натаму. Како ќе помини гласањето, не можам да кажам. Зашто не реагиравте кога се опишува академци на академијата? Зашто за тие 7, за тие 10 толку мал број? Зашто тогаш не реагиравте на кога запишат 30? Еве сега немаше да имаше не, криза сега на ќе ви кажам. Наназад има дефицит. Овие состојби траат повеќе од 3 години. И испратени се, и прошлиот пат ви кажав, дека писмени дописи, може 5-6 пати се испратени до разни институции, пред се до Министерството за правда. Потоа, во годишните извештаја, ако ги прибавите овие снимки, ќе видите во 2015 јас го презентирав годишниот извештај на Советот на јавни обвинители. И таму многу добро кажа дека обвинителствата се во многу тешка состојба и дека некои обвинителства и ги наведувам кои се тие обвинителства кои што не достигаат луѓе и дека ќе падна во колапс, односно функционираат многу тешко. Значи ќе биде проблем. Ова е кажано многу пати и пред медиуми, и во парламентот, и секаде. Значи ова состојба не е денес или вчера. Само една работа да разјасним Поведете. за тоа што сме Поведете. денес. Ви стигна допис од министерот, вие го препративте кај Јанева. Да Да. скратам, Да. доколку она врати дека инсистира да се изберат останатите 7. Реков, тутри имате седница, како ќе постапите? Ќе ги изберете или нема да ги изберете? Не знам, јас како ќе биде, тогаш ќе одлучиме, ќе ги кажеме уште наши аргументи. Секој ќе гласа поединечно. Како ќе излези? Нека биде Председателе, така. како ќе оправдате и вашата одлука за избор на 7 обвинители кога пуштат иницијативи за оспорување на законот? Јас за тоа ви викам да дојде иницијатива од обвинителката Катица Јанева и накнадно ќе одлучуваме. Ќе стане и за тоа збор. Прошлиот пат кога се избираја овие јавни обвинители, скоро 4 сати дебатираме. Скоро 4 сати. Сега може да дебатираме и 8 часа, од кој ќе стигне нов предлог. Дали меѓу обвинителите кои беа предложени имаше некој со судирни интереси? Да, имаше, точно. Кој? Па кажав долу тоа беше Гаврил Бубевски, други кои постапували и носеле одлуки во исти предмети. Серафимовска што е сестра на Сашо Акимовски. Ма не знам за кој ми кажувате. Не знам, навистина. А иначе, еве, обвинителката Лилија Стефановска, која работи во обвинителството за организиран криминал, за гонење на организиран криминал, таа исто така и во самото се ви наведува дека работам во предметот пуче. Како ви изгледа логички, значи таа ја работи 6 месеци или повеќе, па сега се префрли логика не гледа. Останатите обвинители кои што исто така работат на Па токму за тоа, судирна тие се интереси. сите 7 јавни обвинители, 5 беа. Да, сега точно не можам да се сетам на кој, 5 имаше кој постапува и има донесено одлуки, јавно обвинителски одлуки. Колку што сум извесен од дописот на основното јавно обвинителство од Скопје. Ви благодарам. Само уште едно прашање. Ајде, поведете. Со оглед на тоа што очигледно вашата одлука предизвика прекин во политичкиот диалог, дали доколку се договорат партиите и инсистираат на тоа во соработка со меѓународната заедница да ги изберете, ќе си дадете оставка, бидејќи тоа на некој начин ќе биде пораз на вашите аргументи. Еве, одма ќе ви кажам, јас ги почитувам политичките партии и членовите на истите. Ја почитувам меѓународната заедница и особено Европската унија и Американската амбасада. Меѓутоа, ова е една специфична ситуација. Не чувствувам дека треба да дам оставка. Ќе одржиме седница, ќе кажеме своите аргументи, повторно ќе ве повикаме и ќе знаете за се што се случува.